Нема крај на земјоделските маки. Укинати се субвенциите за набавка на оризов семенски материјал, тврдат од мрежата на земјоделци. 20 денари откупна цена за пченицата, враќање на оризовите семенски субвенции и експерти да ги одредат производните цени на секој земјоделски производ. Ова се барањата на Националната земјоделска мрежа до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во писмо кое ќе го испратат деновиве до ресорното министерство, очекуваат овие барања да им бидат исполнети и велат доколку не добијат одговор, тогаш излегуваат на протест. Производна цена, заштитна цена и економски оправдана цена. Во колку тие барања не ги исполнат, ние ќе стапиме во генерален штрайк. Ќе дадеме рок од 7 дена, во колку министерови нема да одиме до Скопје, него да дојдат и да се соочат со земјоделците. Од сега еко на жетвата, кој за 7 денара ќе произведе или за 10 денара, 10 така е, за 10 денара да произведеш. Наместо да не стимулираат, на нас ни се случува дестимулација во земјоделието. Наместо да се постигне некаков договор, ситуацијата се влошува, додаваат од мрежата на земјоделци. Производна цена пред жетва, пред сидба, ние треба да знаеме дека сме како сме шотне. Ако се исплати да се ако не се исплати да не се да оставиме земјата некаде да се баре, тоа пустош ќе стане џунгла, ќе стане. Од оваа ние направиме џунгла. Капацитет за производство имаме, но постојано сме сведоци на недостаток на храна по пазарите. Тоа мора да се промени, велат земјоделците од Кочанскиот регион. Секоја нова сезона за производство за нив е неизвестна, бидејќи, како што велат, немаат ниту утврдени производни цени, ниту пак сигурен откуп кој ќе ја гарантира нивната екзистенција. Инаку, последен пат земјоделците од овој регион протестираа минатата година. Тогаш се одржаа неколку состаноци кои не го дадоа очекуваниот резултат. Па од тука земјоделците најавуваат дека нема да престанат да протестираат, се додека не бидат исполнети нивните барања.